Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостинка е претседателката на Советот за етика во медиумите Катерина Синадиновска. Синадиновска, деновиве кабелските оператори се заканија дека ќе ги исклучат сите телевизии во знак на протест против донесувањето на новите измени на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Има ли закана од информативен мрак во предизборието? Всушност, таа опасност е она што нам како здружение најмногу не плаши, не само од аспект на информативен мрак во предизборие, туку и воопшто. Дали јавниот интерес ќе биде присутен на медиумите. Во суштина се работи за конфликт помеѓу две приватни групации и ние не би навлегувале многу во деталите или во причините за тој конфликт, но на кој што сакаме да апелираме е дека јавниот интерес и правото на граѓаните да бидат информирани мора да биде испочитувано и за тоа да се најде соодветен начин. Очигледно дека уште еднаш се покажа дека кога се носат закони избрзано преку ноќ во една нетранспарентна доволно постапка, на крај имаме проблем. Затоа што не сите страни се слушнати, не сите аргументи се нама составени. Така да тука би се движала мојата порака дека јавниот интерес, правото на граѓаните да бидат информирани, да добијат информација, мора да биде испочитувано. Како и што, ред е на оние кои што се директно инволвирани во приказната да најдат компромис. Советите на Македонската радиотелевизија и на Агенцијата за медиумски услуги останаа непроменети и по доаѓањето на новата власт. Какви се последиците од недостигот на политичка волја за промени во јавниот сервис и во Агенцијата за медиуми? Па мислам дека ова е клучно прашање. Во суштина, кога зборуваме за медиумскиот сектор и воопшто за реформите на медиумската сцена кај нас, неодамна во Скопје имаше конференција за реформа, за транспарентноста и за зајакнувањето на јавните радиодифузни сервиси во регионот на Западен Балкан и беа искажани некои многу суштински ставови во однос на тоа каде е проблемот кај нас. Меѓу другото, например, еве јас не знаев дека Македонската телевизија во моментов се соочува со недоволно средства поради тоа што владата не ја одобрува пари кои што иследуваат законски. Знаете, ние како здружение инсистиравме законот да биде променет и секоја година одреден процент од буџетот да биде по дефолт, значи да се префрла на Македонската радиотелевизија за да може да се користи. Секоја година таа стапка да се зголемува во насока на подобрување на програмата, поквалитетна програма и слично. Сега владата фатена во таа некоја фрустрација од неможност да се спроведат реформите или недоволно капацитет за да се спроведат реформите, ги казнува луѓето во Македонската телевизија на тој начин што не им дава доволно пари. Сега знаете, тоа е прашањето со јајцето и кокошката, како ќе прават реформи кога немаат пари, како ќе дадете пари кога гледате дека реформи нема, значи тоа е еден магиепсан круг од кој што мора да се излезе. Она на кој што на нашиот став е дека владата мора да стои на дадениот збор, да се го почитува законот, таа финансиска рамка да биде испочитувана и да биде префрлена на јавниот радиодифузен сервис. Од друга страна, јавниот дифузен сервис е должен самиот да се реформира програмата и да обезбеди квалитетен производ за граѓаните. Има некаков тип на подобрување, тоа е забелешка на сите релевантни и стручњаци, па дури и на граѓаните ако сакате, особено во делот на едукативната програма и на програмата за деца, што реално и дел од задачата на јавниот сервис. Меѓутоа се уште требаат подобрување во информативниот сектор и во останатите делови од Македонската радиотелевизија, особено во радиото, кој што навистина се соочува со сериозни проблеми, застарена опрема, недоволно кадар и слично. Сега прашањето кога го поставуваме за поставеноста на Македонската радиотелевизија не можеме да го поставиме како, не знам, во еден мејур издвоено од другата цела медиумска сцена, затоа што ја секогаш велам кога споредувате Македонската телевизија со BBC, веројатно имате една катастрофа на маса, меѓутоа кога споредите па квалитетот на програмата на Македонската телевизија со приватните телевизии, тука има веќе дилеми и прашања
затоа колку па приватните телевизии го почитуваат јавниот интерес, имаат сопствена продукција, продукција од јавен интерес, едукативен, затоа што не е работа на телевизиите само политички дебати да презентираат, туку работа да го култивизираат јавниот наратив, да подигнат ниво на комуникација, едукативната компонента да биде застапена и така натаму. Значи покомплексно е прашањето, меѓутоа се согласувам дека реформите во јавниот сервис се клучната алка од каде што треба синџирот на промени да трне во медиумите. Според статистиката на Советот за етика во медиумите, 80% од жалбите за неетичко известување се однесувале на портали, а 15% на телевизии. На што се должи тоа? Значи, професионалност и почитувањето на етичките стандарди е во интернет просторот е тема на секаде во светот и токму затоа ние се трудиме да најдеме механизам како од една страна да ја заштитиме слободата на говор и да не навлеземе со контрола на интернет просторот, затоа што тоа е препорака на Европската унија и тоа е карактеристика за секое демократско општество, а од друга страна да успееме да воведеме механизам како да го контролираме почитувањето на стандардите, и тоа ни е целиот регистар што го правиме на професионални интернет портали, ние како едно, како да речам, едно вин-вин решение, со кое што ќе бидат и двата аспекти ќе бидат испочитувани. Дали тоа значи дека сметате дека воведувањето на законски ограничувања во онлайн сферата може да ја загрози слободата на изразување? Апсолутно, не само кај нас, тоа е препорака на, како што кажав, и на Европската унија, препорака и воопшто на сите совети за етика, на сите здруженија на новинари во светот и така натаму. Значи, ние веќе голема лага е кога луѓето мислат дека интернет просторот е оставен без контрола. Затоа што сега мислиме дека ние немаме закони кои што го регулираат информирањето на интернет. Тоа не е точно. Значи, имаме закон за клевета и навреда, нели граѓанска постапка е таа, меѓутоа сепак постои. Говорот на омраза е кривично дело. Мислам, тоа не е мала работа. Друго прашање е колку се почитува тој закон и колку навистина не имаме процесуирани случаи за говор на омраза. Законот за почитување на авторските права. Значи има мал милион на закони кои што го регулираат информирањето и не мислам дека во држава во која што постоечките законски регулативи не се почитуваат до крај, нов закон ќе биде решение. Токму затоа ние мислиме дека сферата на саморегулација на интернет просторот е она врз кој што треба да се насочиме и ако сакате ќе бидам многу отворен и ќе кажам дека клучните проблеми со воспоставувањето на саморегулацијата за жал порано беа политички, затоа што јас сум втор мандат председател на 6-та година во СЕМ, значи на почетокот кога се формираше телото беа политички и беа притисоците такви, меѓутоа сега не се политички, туку се внатре во фелата, помеѓу самите новинари. Ние имаме сериозен проблем со тоа што капацитетот и свеста на нашите колеги, па ако сакат и суетата до некаде, дека таму некоја група на новинари седнале и одлучуваат што е етички, а што не е етички текст, не баре тоа е нешто кое што тие по своја воља го прават, значи се има кодекс на новинари, кој што на Сдруженијето на новинари, кој што ние го применуваме. Тоа е исто така проблем. Значи ние мора да бидеме одговорни. Мислам дека не е крај на светот доколку се извините ако сте направиле грешка, ако сте не сте испочитувале некој закон, некој дел од членот кодексот и дека треба да поработиме малку на сопственото растење како новинари на тоа која е нашата улога. Има ли зголемување на представките во Советот за етика во предизборниот период? Можам да кажам дека има зголемување од страна на институциите и политичарите. Значи, иако граѓаните, што нас многу не радува, се уште први во бројот на оние кои што поднесуваат представки до нас, има драстично зголемување на бројот на политичари, институции, министерства, општини и така натаму кои што се обраќаат до нас. Со ова за нас завршена една од клучните мисии на СЕМ, а тоа е институциите и политичарите да се обраќаат во Советот за етика наместо на суд. Значи ние сакаме да ги заштитиме новинарите, да нема толку многу судски случаи против нив, туку да се обратат кај нас. И тоа претпоставувам и очекувам сега како што ќе се засили изборната кампања која што ако судиме според најавите ќе биде навистина валкана, очекувам да има зголемен број на представки и очекувам апсолутно тензична атмосфера која што ќе го следи овој тренд. Како граѓаните да се заштитат од лажните вести кои сега се во полнег во предизборието, а често доаѓаат и од страна на политичарите? Кога би го имала магичниот одговор на ова прашање, не знам, веројатно би добила некоја светска награда, немам за жал магичен одговор, меѓутоа можам неколку препораки да дадам кои што важат исто, се светски, важат за секаде, со голема доза на резерва да се земаат сензационалистичките и бомбастични наслови, нели имаме тренд на такви наслови, на секое шокантно, сензационално, видете што се случило и така натаму,
мислам тие текстови се аларм и сигнал сами по себе, да се консултираат повеќе од 2 извори секогаш, значи повеќе од еден. Првенствено, меѓутоа и што повеќе е подобро. Значи читајте на повеќе места, читајте релевантни медиуми и конечно тука регистарот на професионални онлайн медиуми кои што ние го промовиравме со ЗНМ. Ако ништо друго, знаете дека тие портали кои што се во тој регистар имаат импресум, имаат редакции, имаат обврзани се да ги почитуваат професионалните стандарди и се наши членки, па не имаме механизми како да го контролираме нивното работење. Како ја оценувате состојбата на медиумите во предизборниот период? Колку според вас има клиентелизам со партиите и со политичарите? Голем дел од локалните медиуми се финансираат од општините и од јавните предпријатија, што е повторно давање на државни пари во медиумите. Мислам дека таа политика на државни јавни пари кои што се влеваат во медиумите може да биде спорна затоа што е начин на влијание и на притисок. Од друга страна, пак ќе речам, секогаш гледам не постои такво нешто како власт или бизнис центар на моќ кој што не сака да стави рака на независноста на медиумите. Ние сме тие кои што треба да сме бранати, да се одбраниме од таков тип на влијание. Мене она што ме загрижува е што нашите колеги кои што беа изрично против јавни пари во медиумите во времето на Груевски, се истите оние кои што сега бараат јавни пари да се влијат во нивните медиуми, што за мене е крајно непринципиелно и ни ги руши позициите во односот со било која влада и сега и во иднина. Значи ако сме на тој принцип дека не ни требаат јавни пари, треба да обстоиме на тоа затоа што е начин на контрола. Регистарот на професионални медиуми беше објавен при крајот на минатата година. Целта беше да се направи јасна граница меѓу професионални и непрофесионални медиуми. Дали според вас овој регистар покажа некакви резултати, односно дали ги натера бизнисмените да не се рекламираат во непрофесионални медиуми? Многу е рано да се зборува за некакви резултати, затоа што ние кога го објавивме, кажавме дека ова е процес кој што ќе одземе време и под време мислам на години. Неколку години кои што ќе треба да поминат за да профункционира. Поддршката од Стопанската комора ни е исклучително важна, зашто тоа е единствената парична санкција која што ние можеме да ја обезбедиме на некој начин. Компаниите се исклучително заинтересирани за овој регистар да профункционира, затоа што и тие се соочуваат и со рекетирање, и со притисоци од страна на медиумите. Има и обратно, значи кога компаниите вршат притисок врз медиумите, значи тоа е двонасочна е таа комуникација. Меѓутоа таа поддршка ни е важна и сметаме дека на долг рок, не мора да биде долг, меѓутоа на подолг рок секако ќе даде резултати. Најдена поддршка од сите релевантни меѓународни новинарски организации. Не само тоа, ние сме веќе повикани каде што овој концепт на саморегулација го објаснуваме на нашите колеги од странство, од Европа, така да сметам дека малку да му дадеме време и да веруваме во идејата за да може да заживее. Синадиновска, ви благодарам за интервјуто. Благодарам на вам. Почитувани го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.